Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Каналус. Семејно убиство се случи во Облешево. 49 годишна жена со метална шипка го убила својот 6 години постар сопруг и сама се пријавила в полиција. Главна тема на разговори за утрината во Облешево беше семејната расправија што заврши со трагични последици. По кавгата што настанала во неделата околу 21 часот и 30 минути, 49 годишната МГ со метална цевка го удрила по глава сопругот Благовичо Г. Од ударот тој паднал на подот и не давал знаци на живот, пошто жената се испаничила и повикала итна медицинска помош. Во меѓувреме по телефон се јавила и во полициската станица во Кочани, каде го признала делото. На лице место веднаш се упатило возило со медицинска екипа од Кочанската болница, а увид извршиле и службени полициски лица. Смртта е констатирана од докторот Здравен дом Кочани, а телото е предадено на обдукција. Поради постоење на основи на сомнение дека е сторител на кривично дело убиство, лишена од слобода Мѓ од Облешево и против која по целосно расчистување на кривично правниот настан ќе биде поднесен соодветен поднесок. Жителите на Облешево изутрината беа во шок и неверување дека во нивното село се случило убиство. За настанот слушнале од она што се зборува во јавноста, а своите соседи ги знаеле како мирни, семејни луѓе. Пак што го знам, многу добар човек беше. А што е, не знам. Видеме полиција, коли имаше. Полиција, амбулантно возило, мртовечка кола, што е бидело, не знае. Знам го, брчет ми е, беше наставник, работник човек, а што е, како, дека знам. Нема така, не се кара. Деца им беа у Охрид, беа ојдени за това, мислам, у странство негде. И они си сами не слушнаеме така да имат некој незгоди. Дел од соседите кои не сакаат да зборуваат пред камера, сепак признаа дека двајцата сопружници имале повремени кавги поради семејни причини, но никој не очекувал дека е можно тие да завршат трагично. 55 годишниот Благовичо Г бил вработен во средното општинско училиште Ѓошо Викентиев како наставник по машински предмети и пракса. И покрај интервенцијата на Македонија пат за расчистување на патиштата, на повеќе места се уште има поледица поради ниските температури од -8 степени, на кои солта не реагира. За време на викендов исчистени магистралните и регионалните патни правци. Екипи на јавното предпријатие Македонија пат за време на викендов работеа на терен и ги расчистија магистралните патишта, А3 Крупиште Калиманска брана, Р1 205 Крупиште Пробиштип. Екипите на предпријатието го расчистија патот Р1 304 Превалец Берово и патниот правец Р1 309 Зрновци Градовци Пониква. Исчистени се сите остатоци од снег кој во текот на викендот паѓа обилно, зашто потрошени се околу 60 метри кубни ризла и 20 тони индустријска сол, рече раководителот на Македонија пат Владко Јорданов. Екипите работеле со 4 теретни возила, обслужувани со плуг за расчистување на снег и соларка за сол и песок. За време на викендот, дежурна екипа на јавното предпријатие имало и на одмаралиштето на Пониква, така што во текот на денот сите возила и посетители што биле на Осогово без проблеми се вратиле назад, додаде Јорданов. Во текот на утринските часови на сите споменати патни правци имало остатоци од снег, кои покрај тоа што биле посолени со абразивен материјал, сепак бил замрзнат. Снегот не се растопил затоа што утринава била измерена температура од -8 степени Целзиусови, а солта се раствора до -7, вели Јорданов. Инаку во текот на денот сообраќајот на сите магистрални патишта се одвива непречено и по влажни коловози и со повторна интервенција на екипите, остатоците од снег се исчистени. Освен магистралните, исчистени се и локалните патишта во Кочани, зашто задолжено е комуналното јавно предпријатие Водовод. Во саботата и неделата дежурни екипи на предпријатието фрлале сол и песок на критичните места, што се одредени според програмата за зимско одржување на локални патишта, усвоена од Советот на општината, зашто се потрошени 8,5 метри кубни песок и 1,5 тон сол. Во текот на денот екипите работеле и на останатите и неприоритетни места, рече Александар Евтимов, технички директор во Водовод. Екипите и на двете предпријатија будно ја следат состојбата и ќе реагираат на терен во зависност од најавеното ново паѓање на снег во текот на ноќта.
Минатата година во јавноста се промовираше граѓанската иницијатива клонот 2 на детската градинка во Кочани да го добие името на починатото дете Димитри Јампов. Предлогот официјално не е разгледуван во локалната самоуправа, а според градоначалникот Димитровски, потребно е тој да помине известна процедура. Се уште отворено стои прашањето за применување на клонот 2 на Кочанската детска градинка Павлина Велјанова. Предлогот што минатата година како граѓанска иницијатива стигна до општината беше објектот да го носи името на 10-годишниот Димитри Јампов, кој почина на оградата во дворот на институцијата. Повод за граѓанската иницијатива беше одбележувањето на светскиот ден на детето во ноември, но од тогаш немаше никаква информација дали таа е прифатена или не. На последната седница на Советот беше упатено и директно прашање до првиот човек на општината, до каде е постапката. Сакам да го прашам градоначалникот дали е разгледано ова барање, до каде е постапката за негова реализација и дали ќе биде реализирано. Според градоначалникот Димитровски, имало објективна пречка иницијативата веднаш да се прифати, заради што засега таа е во статус кво ситуација. Тоа прашање не е на општината, туку тоа прашање се регулира со статутот на јавната општинска установа Павлина Велјанова, у која што стои дека единствено име има целата детска градинка, а клоновите се дадени како бројки, клон 1, клон 2, клон 3, клон 4. Према тоа нема никаква основа да се прекрсти, да се стави име некој кое што ќе го носи покојното дете. Според Димитровски, ова било само едно од причините зошто граѓанската иницијатива не била прифатлива. Вториот момент е како што имаме позитивни реакции од родителите на ова дете и тие што се подржувачите, имаме негативни реакции од родителите на децата кои што одат во тој клон, заради тоа што тие инсистираат да не се именува детска установа по покојник, по младо дете, кој не е ни било член, кој не е ни било згрижено во градинката, туку едноставно во слободно време што си играло таму и така. Сепак, Димитровски до крај не ја отфрла иницијативата, туку таа ќе биде доставена до Комисијата за култура, која треба да го каже конечниот збор. Со оглед што статутот на градинката не е непроменлив документ, постои можност за негово дополнување или измена, доколку Комисијата даде согласност. Според образложението на граѓанската иницијатива, таа била постхумен придонес во сеќавање на еден прерано изгубен млад живот, посебно што Димитри Јампов го посетувал овој клон на градинката, а тоа му било и последното место за детска игра. Бехара Бушингер од Кочани цели 15 години е неподвижна и живее со својата мајка Фатиме во скромна куќа на улицата Гроздан Трифунов. Со 4000 денари што ги зема за нега не може да си ги купи неопходните лекови и да ги покрие основните трошоци за живот. Бара да ја биде одобрено да зема пари за мобилност, што според неа би требало да ја следува. Од лекарската комисија од Штип е одбиена. Неподвижната Бехара Бушингер долги години работела во Германија, но откако се оставила со сопругот кој подолго време физички и психички ја малтретирал, таа се разболела од шизофренија и станала неподвижна. Незината мајка Фатима Шакирева, која 40 години живее во Кочани, а со сопругот не живеат заедно цели 15 години, сама ја чува својата неподвижна ќерка, кои живеат на улицата Гроздан Трифунов во Кочани. Земаат социјална помош од 1500 денари и нега 4000 денари. Фатима бара да ја биде одобрено да зема пари за мобилност од 7000 денари, за да може да живее и да ги плати скапите лекови на својата ќерка. Таа вели дека лекарите одобруваат да зема, но дека од Кочанскиот центар за социјални работи и ја закочиле работата. Сега мобилноста, како на сите што дават, и таа е непокретна, боколичка е, треба да се пружде. А мобилноста ми треба да се земе, има си све, оти е подвижна, плюс има си мислење и наод, што е како... Све. Све како што требаат документите са... Како... Проблемот е во социјалното. Во социјалното, или во социјалното е, или таму они како сака така прават. Од Центарот за социјални работи во Кочани појаснуваат дека не одлучува Центарот дали некој ќе зема мобилност или не.
Откако се слушне лекарско мислење, документите за мобилност се поднесуваат во центарот, но потоа одат на лекарска комисија во Штип, која одлучува дали ќе биде одобрено да прима мобилност или не. За Бехара, лекарската комисија од Штип се изјаснила дека не треба да прима дополнителни средства за мобилност и била одбиена, што значи дека центарот само ја спроведува одлуката на лекарската од Штип. Од Кочанскиот центар за социјални работи појаснуваат и тоа дека одлуката на лекарската комисија од Штип дека Бехара е одбиена за мобилност и била врачена на Фатиме. Сдруженијето на диабетичари од Кочани викендов го одржа редовното годишно собрание на кое беа разгледани извештајот за работењето за минатата и програмата за работа за оваа година. На собранието нов мандат добија членовите на извршниот и надзорниот одбор. Членовите на Сдруженијето на диабетичари од Кочани се меѓу најактивните во државата и целосно и навремено ги исполнуваат зацртаните активности. Ова беше една од главните констатации на одржаното годишно изборно собрание, на кое присуствуваше и председателот на Сојузот на Сдруженијата на диабетичари доктор Аврам Ванковски. На состанокот беа избрани нови членови на извршниот и на надзорниот одбор на Сдруженијето, а беше поднесен и извештај за работењето во изминатиот едногодишен период. Иако со скромен буџет и само 200 евра годишно што ги добиваат од државата, диабетичарите успеваат да организираат акции за информирање и помош на граѓаните за болеста што има тренд на пораст. Имавме двете мерења на шеќер во крвта, спроведени во населбата Оризар и во населбата Текишински Лозија. Имавме две предавања, на кои предавања едното беше организирано во општа болница, каде предавачи беа доктор од нашето интерно оделение Марија Мирчовска и доктор Викторија Перцан од клиниката за ендокринологија. Освен ова имавме едно предавање во сите основни училишта. Тоа беше во вид на една брошура која е подготвена од доктор Мирко Анакиевски, беше отпечатана во 400 примероци и поделена во училиштата каде беа прочитано предавањето. Ова предавање беше на тема запознавање на учениците со шеќерната болест. Еден од главните ангажмани на Сдруженијето било и следењето на состојбата со обезбедувањето инсулин, игли и други лекови за потребите на членовите. За сега проблеми и поголем застој во тој поглед немало, што е резултат на невременото планирање и доставените податоци до надлежната служба во болницата. На годишното собрание беше речено дека проценка е од и во Кочанскиот регион има над 2000 лица со диабетес, од кои во евиденцијата на Сдруженијето се околу 700. Помалиот број регистрирани се должи на недоволната информираност или што дел од лицата не знаат дека имаат проблеми со покаченото ниво на шеќер во крвта. Книгата "Знаеш ли да љубиш" на Ивана Иванова беше промовирана во петокот во библиотеката Искра. Ова е второ дело на кочанската писателка. Знаеш ли да љубиш е прашање кое што треба сите да си го поставуваат, рече Ивана Иванова, автор на истоимената книга што беше промовирана во петокот во библиотеката Искра. Љубовта е тема на која треба да и се посвети посебно внимание, додаде Иванова. Тоа е втор роман во кој што малку попрактично ги изнесувам своите емоции за разлика од првиот, значи преку приказна, преку дејство од мојот личен живот, извадок во кој што може секој млад човек да се пронајде, да си го постави прашањето знаеш ли да љубиш, прво самиот на себе, а потоа и на сите околу себе. Треба да се обрне внимание на таа тематика која што ретко кој има храброст да зборува за неа, затоа јас решив тоа малку да го потенцирам. Романот е посветен на сите што научиле како се сака, вели Иванова, која нескриено се представува како главен лик со споредна раскажувачка улога. Таа вели дека љубовта е како мало дете на кое што треба да му се посвети посебно внимание и нега и да се однесуваме внимателно кон неа, ако сакаме да бидеме среќни. Знаеш ли да љубиш е нејзина втора книга. Првата е "Читај ми ги мислите", издадена во 2012 година, која е повеќе филозофска. Инспирацијата за пишување ја црпи од животните ситуации, како и од досега прочитаните книги. Главна инспирација и се делата на Пауло Коелјо, кој според Иванова филозофски и романсиерски добро ги опишува животните ситуации. Издавач на книгата е Клубот Матица, рецензент е ветеранот на македонската книжевност Паскал Гилевски. Книгата ќе биде промовирана и во Скопје во салонот на Клубот Матица. Промоцијата е закажана за во среда.
Иванова со пишување продолжува и понатаму, кога во подготовка е нејзиниот трети роман. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Виничко. Без струја во вторник, 28 јануари, ќе останат корисниците од село Градец. Прекините ќе бидат во периодот од 9 до 15 часот. Како што информираат од Евана, тие се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Следуваат информациите од спортот. Мартин Стојменов, втора година поред, избран за најуспешен спортист на Кочани. Прогласувањето е закажано за вчетврток. Каратистот на Партизан Мартин Стојменов повтор пат во низа и ќе понесе титулата спортист на годината. Тој доби најмногу бодови од комисијата за избор. Гласа представниците од медиумите и представник од Сојузот на спортови на општина Кочани. Имаше однапред одредени критериуми, на кои што сите критериуми се сложија едногласно, значи одлучија да се спроведува изборот по тие критериуми. Се гласаше со секој со свој број на бодови, на крајот се сумира бодовите и за секоја категорија беше избран по еден кандидат. Изборот беше тесен. Мартин Стојменов освои 55 бодови. 3 повеќе од второпласираниот Иван Јанев, борач на Спартак. Како третопласиран заврши гимнастичарот на клубот за гимнастички спортови Кочани Ненад Танасовски. Од 4-то до 10-то место следуваат Анета Ѓоргиева, фудбалерка на Иднина С, гимнастичарите на Друштвото за гимнастички спортови Христина Анастасовска, Петар Каров, Емилија Стојановска, кошаркарот на Баскет Дино Љубомир Ангелов, каратистот на Партизан Димитар Јакимов, борачот на Спартак Глигор Анев и кошаркарите на Баскет Дино Славко Нисов и Петар Ѓоргиев. Манифестацијата на која ќе бидат прогласени победниците и во другите категории е в четврток во хотелот Национал, каде се поканети сите управители на спортските клубови од Кочани. Таму ќе бидат доделени наградите за најдобар спортист, наградата за најдобар тренер, најдобра екипа, млади надежни спортисти. И годинава беше доделена награда што е во официјалната конкуренција спортска личност на годината. Тоа е Виктор Симовски, кој во 2013 направи редок подвиг, искачувајќи се на врвот Елбрус на Кавказот. За најдобра екипа е прогласена Иднина С од Оризари, за најдобар тренер Николчо Колев од Друштвото за гимнастички спортови Кочани и за најдобар спортски работник Маријан Стојменов од фудбалскиот клуб Иднина С. А Адил Мехмет е прогласен за најдобар каратист на Македонија за 2013-та. Паралелно течат и неговите подготовки за настап на Европското првенство. Адил Мехмет доби исклучително признание најдобар каратист на Македонија во својата возрастна категорија. Пресудни за овој успех беа неколкути звонредни меѓународни резултати што ги оствари во минатата 2013-та. На изборот кој на 25 јануари се одржа во Том Чесовка ресторанот во Скопје, во конкуренција на сите каратисти кадети во Република Македонија, ја земав највисоката позиција и станав најдобар каратист на Македонија за 2013 година. За да дојдам до овој успех, направив неколку последователни резултати, како третото место на Балканското првенство во Крагуевац, Србија, потоа второто место на Медитеранското првенство во Никозија во Кипар и петото место на Европското првенство кое се одржа во Херцег-Нови во Црна Гора. Мехмет паралелно се подготвува за настапот на Европското првенство во португалската метропола Лисабон. Ја користам оваа можност да се заблагодарам на моите најголеми донатори, ИГМ Градба и компанија Моневи, како и на останатите Генекс, Земакс, Евроконтрол, Камел, Житоко и Европа 92. Адил Мехмет последните 2 години ги брани боите на државниот шампион во карате Металург од Скопје.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!